Бајколент. Аудио бајки. Тајната мисија на Марко и Ива. Во едно мало шарено мало живееја најдобрите другари, Марко и Ива. Тие имаа по 8 години, огромна фантазија и една многу важна мисија. Да го спасат светот од домашни задачи. Еден понеделник, Марко драматично падна на клупата во дворот. Ива, имаме 5 задачи по математика. 5! Тоа е повеќе од прстите на едната рака, рече тој. Марко, имаш 5 прсти на едната рака, му одговори Ива. Токму тоа го велам, премногу, воздивна тој. Двајцата решија дека мора да постои тајна кратенка. Марко предложи да го прашаат неговиот папагал Пепи, затоа што изгледа паметно. Пепи ги погледна и рече: "Учи, учи, учи!" "Не помага," рече Ива. "Ајде да пробаме да ги направиме задачите заедно. Ако ги поделиме, ќе биде полесно." Марко не беше воодушевен, но се согласи. Почнаа со првата задача. Марко сгреши. Потоа и втората. Па и третата. "Ова е катастрофа," рече тој. "Мојот мозок штрајкува." Ива се насмевна. "Твојот мозок не штрајкува. Само му треба вежбање. Како кога учеше да возиш велосипед. Падна 3 пати." 4, поправи Марко. "Ете, а сега возиш без раце." Марко се исправи. "Добро. Ако можам да преживеам 4 паѓања, можам и 5 задачи." Работеа бавно, но сигурно. Кога ја решија последната задача, Марко скокна. "Ива, ние сме генијалци!" Пепи повторно извика: "Генијалци, учи!" Следниот ден наставничката ги пофали. "Одлично сработено." Марко гордо шепна. Изгледа домашните задачи не се непријатели. Ива кимна. Не се. Само се мали планини, а планините се освојуваат чекор по чекор. Од тој ден, кога ќе добиеја многу задачи, Марко ќе речеше: "Активираја тајната мисија." А тајната мисија беше многу едноставна. Да почнат, да не се откажуваат, да си помагаат. Поука: кога нешто изгледа тешко, не бегај од него. Подели го на мали чекори и побарај помош од другар. Така секоја голема планина станува освоиво ритче. Ако ти се допадна бајката, притисни лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.